Добар ден, доколку се вклучувате сега на фреквенцијата на телевизија Нова, ова се минути резервирани за Ново во градот. А денес во него имаме можност да видиме што се случува на езерото Младост. Како живее езерото Младост? Дали има граѓани, дали го посетуваат, иако Велешани велат дека е идеално место за рекреација, но и за риболов. Ќе отпатуваме и до Охрид, таму веќе колегата ме очекува, Ристе Нековски. Во фокусот на Охриѓани е конференцијата Balkan Next Adventure, а директно како поминува и што се случува во Охрид ќе дознаеме од Ристе. И колешката Маријана ме очекува во Куманово, се јавува оттаму, куде тумбу во Куманово. Изгледа, Маријана, ќе бидеш со нас, ќе те оставиме за самиот крај, зашто интересни работи имаш да ни раскажеш од Куманово и да го најавиме вашиот интересен настан кој што ќе се случува всушност во сабота. Тоа е маскембалот Батко Ѓоргија. Ќе ни најави Маријана подоцна, ќе издржиш и ќе не дочекаш до крајот. Вам, почитувани, се надам дека ви го резервира веќе вниманието. Може да почнам со Велес. Дијана, како е Велес ова утро? Токму така, поздрав од Велес, од градот кој што и ова утро се буди, очекувајќи еден прекрасен ден, но за жал сонцето се уште ни го нема. Пријатно е во Велес, пријатно е ова утро. Ние нашето денешно вклучување сепак го имаме посветено за езерото Младост или локалитетот кој што на Велешани им представува едно од водечките места кога станува збор за одмор и рекреација, но и можноста за развој на туризмот. Ќе ни кажеш повеќе информации дали се посетува езерото Младост. Идат ли голем број на туристи, ама и наши граѓани од Македонија ги користат ли слободните денови да дојдат и да прошетаат на езерото и како е организирано? Дали може и пикник да си направат? Ајде, доловени го повеќе езерото, а ние за гледачите ќе обезбедиме инсерти кои што ти ни ги набави, значи да можат еве и овие престојни денови одмор, викенд, ако сакаат да го поминат токму во Велес на езеро Младост. Токму така, кога станува збор за езерото Младост, јас морам да кажам дека ова езеро, иако е вештачко, сепак толку многу се припоило со природата, што многу тешко може да се препознае дека ова е дело на човечка рака. Езерото Младост од секогаш било излетничкото место број 1 или местото за рекреација број 1 не само на Велешани, туку и на многубројни домашни и странски туристи. Самата местоположба на езерото е идеална. Тоа е на неколку километри од Велес, но покрај езерото минува и автопатската делница, која што пак овозможува езерото Младост да биде посетувано од многу странски туристи кои што транзитираат низ Велес. Она што во изминатите години се работеше и се вложуваше на езерото Младост, сега веќе почнува да ги дава резултатите. Тука на езерото на Младост има и неколку хотелски комплекси кои што всушност се поттик за развој на оној транзитен туризам или оние патници, намерници кои што поминуваат покрај автопатот да се вратат тука, да останат на некој ден во Велес и да уживаат покрај прекрасната плажа која што ја има самото езеро, но и прекрасната убавина. Но кога станува збор за езерото Младост, јас морам да напоменам дека Велешани овој рекреативен центар го користат многу и за рекреација, особено рибарите. Велат дека ова езеро е едно од најбогатите езера кога станува збор за риби. Токму затоа минатиот викенд во Велес се случи и еден надпревар, државно надпреварување во рипско ловење на краб, но јас еве да не го сгрешам, тука е мојот соговорник, господинот Мечалов ќе ме поправи. Господин Мечалов, што беше всушност тоа што се случуваше минатиот викенд? Така, најпрво добро утро, поздрав до гледачите на ТВ Нова и до вас водителки. Значи, минатиот викенд се случуваше после многу години во Велес, после многу децени, да речем, крапски куп, државен крапски куп во организација на Македонска риболовна федерација.
Ето така, значи, како помина овој настан, минатиот викенд, јас предлагам сега од речи да слушнеме од изјавата која што имаме од представникот на спортско-риболовното друштво Бабуна, кој што е и еден од организаторите на овој настан. Мислам дека како прво промовирање исполна добро за понатака. Ја мислам дека ќе имаме повеќе учество, повеќе екипи. Малце времето не ни беше наклонето, али сепак у догледно време, бидејќи сега е септа, имаме ние доста екипи што идат и од Србија, го знаат езерото, знаат дека е богато со риба, со краб, посебно амур. И ја мислам дека у догледно време дека ова ќе биде атракција не само за Велес како Велес, него општо за цела Македонија, бидејќи од ваков тип, од ваков карактер нема уште нека направено вакви боксови. Мислам со уште малци досредување на објектот како што треба, мислам ќе биде нешто топ што више се броиме во рамките за балканско и за европско такмичење. Ја мислам дека тоа ќе биде во догледно време, значи се регулирано заедно со општината, градоначалникот ни е тука, влезано им и во програмата, поддршката наша од друштвото ги има неприкосновено, од нивна страна обострано и мислам дека се ќе биде најдобар ред. Дијана, и од инсертите кои што ни ги обезбедивте, можеме да видиме како е организирано езерото Младост. Не ми одговори, голем број на граѓани го посетуваат преку викендот и слободните денови? Да, огромна е бројката на посетители во викендот и во слободните денови, но да напоменам дека огромна е бројката и во работните денови после 16 часот или по завршување на работниот ден на велешани кои што рекреираат покрај езерото Младост. Да напоменам дека тука и патеката за рекреирање која што се изработи или која што се изгради минатата година со средства обезбедени од Министерството за транспорт и врски. А веќе нашите гледачи претпоставувам дека можеа да видат дека и локалната самоуправа многу вложува со самото тоа што ги уредува плажите на езерото, но да напоменам дека и еве неодамна заврши изградбата на оние крапски боксови, па ја имаме и првата професионална, како што рибарите велат, крапска како беше крапска патека за ловење на риболов и всушност тоа е она што беше нели мотив и ова државно првенство да се организира токму во Велес. Така, да, беше промовирана, значи, патеката крапска на Велешкото езеро Младост и според кажувањето на одговорните од Управниот одбор на Македонската риболовна федерација, председателот, судиите, се работи за една, можеби од најдобрите, ако не и најдобра патека во Македонија во моментов за крапски риболов, затоа што сосема накратко да кажеме, никаде во Македонија немате пристап на 3 метра позади вас да имате асфалт, значи, до патеката. Нешто прекрасно. Кога станува збор за развој на риболовниот туризам, нешто што е предизвик на општина Велес, неопходно е езерата, реките да бидат полни со риба. А каква е состојбата, еве, конкретно на Велешкото езеро? Значи, Велешкото езеро е богато со риба, природно богато со риба и има природно богата храна, значи, премногу планктон, природна храна, трска, изобилува со храна, значи, природна. Меѓутоа, неопходно потребно е поголема заштита да направиме на рибниот фонд, поготово на езерото, повеќе да го намножиме крапот, и во таква една ситуација за некои си 2-3 години, ако успееме сето ова како планови да го изведеме, би имале во догледно време Балканско првенство или Балкански купови, а зошто не Европски куп, затоа што езерото е спремно дефинитивно. Само фали малце повеќе крап и е спремно за едно европско надпреварување. Господине Мечалов, вие работите континуирано на исполнување на овие ваши планови. Неодамна го порибивте езерото. Со што го порибивте? Колкава е количината на порибената риба? Да речем, тоа беше воредно порибување, иначе ние годишно во последниве 3 години, согласно риболовните основи, значи како концесионери, како обврска, што имаме езерото, значи го порибуваме некаде со досега 2 тона, нешто повеќе од 2 тона крап, а ова последното беше воредно порибување заради тоа што престоеше овој крапски куп, па Македонска риболовна федерација, значи, одвои средства и пушти некаде во висина од 350 кила крап, значи, беше порибено езерото.
пред 2-3 недели тоа се случи. Кога велиме дека на граѓаните за да имаат здрав живот им е неопходно да спортуваат, да рекреираат. Езерото Младост е една од локациите кои што често и од лекарите се препорачува. Покрај тоа што може да рекреираат покрај патеките, покрај тоа што може да спортуваат на оние направени плажи за одбојка. Повозрастните велешани одлучуваат да рибарат. Некако Велес како да е рибарски град, што покажуваат бројките, колку дневно се вадат дозволи, колку имаме годишни дозволи. Така, значи токму така, ова многу добро го кажавте, значи Велес е со традиција рибарски град. Велес во бившите ју простори, значи ЗСР Бабуна беше една од најтрофејните екипи, најтрофејните клубови, да речем. Зборам за она бивша држава, а во Македонија без премца се работи за еден од најтрофејните клубови, значи број 1. И има дадено доста репрезентативци. Само да напоменам, во моментов, значи водачите на репрезентацијата на Македонија во пливка, а сега, значи, од пред еден месец и селекторот на крапската репрезентација на Македонија се велешани. Токму тоа зборува колку овој град е порибарлакот, да речем. Имаме повеќе издадени дозволи на годишно ниво или пак оние неделни, дневни? Да, значи на годишно ниво ние веќе имаме оваа година, значи од година во година се зголемува и доаѓаме во бројка некаде од сега ајде не ме фаќате за збор, но блиску сме до 1000, што е една добра бројка, значи за Велес, меѓутоа се уште постои капацитет сето тоа да се зголемува. Ме рековте дека вашите планови се во иднина тука да рибарат и рибари надвор од Македонија или да доаѓаат странци да ги уживаат овие убавини, па и тие да прераскажуваат колку е убаво и се така и да се множи бројот на посетители на туристи на езерото. Како некој од соседните држави може да дојде на езеро да се извади дневна дозвола и да лови? Така, да, значи неопходно потребно е, веќе тоа го работиме заедно со локалната самоуправа, за која што морам да кажам дека имаме извонредна соработка. Горе на езерото во догледно време треба да имаме дневен пункт отворен, каде што ќе се смести целокупната опрема, пенти, рибочураска служба и други работи, што се неопходни, значи, за да профункционира сето тоа. Оттаму, значи, ќе можат во секое време било кој да дојде да си извадат дозволи, како дневни, така неделни, викенд дозволи, годишни дозволи. Но и сега и во ваква една ситуација знаат ги имаат телефоните на друштвото Бабуна е, пак ќе речам, познат, значи во пошироки рамки и надвор од Македонија како клуб е познат, така да се јавуваат луѓето, доаѓаат без никаков проблем и вадат дозволи. И сепак, оној проблем кој што го имате вие како здружение и понатаму е присутен, станува збор за рибократците. Имаме ваква појава и на езерото Младост, работувате со полицијата во Велес. Како да се справите со овој проблем? Да, значи еднаш напоменав колку поголем ќе биде бројот на регистрирани рекреативни риболовци горе на езерото, толку повеќе ќе ја сузбиеме, значи таа кражба на риби. Но пак ќе речем, ние се трудиме до максимум колку што можеме повеќе да ја заштитиме рибата. Ако го отвориме поскоро овој дневен пункт, ние ќе воведеме таму и 24 часовен мониторинг со камери, значи непрекинато езерото ќе го снимаме. Иначе, во моментов, скоро секоја вечер сме присутни на езерото, дали влегуваме со чамецот или покрај обалата, обавезно гледаме и на тој начин имаме резултати, да речем, во тој дел, во сузбивањето на тоа рибократство. Јас би сакала тука студио само да напоменам дека езерото Младост, покрај тоа што сега во овој момент и располага со еден хотел, еден мотел и еден ресторан или првиот ресторан кој што е сместен на брод. Во догледно време тука треба да почнат да се градат и нови хотели, но тука треба да се градат и да се гради, да изникне една викенд населба во која што ќе се градат типски куќи. Но за сето ова и за плановите на локалната самоуправа која што пред се во езерото Младост гледа туристички потенцијал, предлагам да слушнеме од изјавата на градоначалникот Славчо Чадиев.
уште една нова содржина на езерото Младо што го промовираме денеска и официјално. Тоа значи дека нови содржини за нови случувања во општина Велес, но и на нови случувања на езерото Младо, со сето оноа што го нуди со своето крајбрежје, неговата континуирана уредено што ја работиме континуирано и овие боксови што ги направивме во соработка со Риболовната федерација на Македонија, сепак имаше одредени стандарди како требаше сето тоа да се изработи. Ние уште ќе го работиме, ќе го доградуваме тоа, а наша замисла е да го направиме онака како што треба, за да може во перспектива да се одржуваат и такмичења од покрај републички од меѓународен карактер. Значи, целта и промоцијата и уредувањето на езерото Младост покрај оваа содржина многу скоро ќе добие се работи проект за мотокрос патека на горниот дел од езерото Младост, значи ќе имаме еден комплетно спортски рекреативен центар во непосредна близина Велес и у срцето на Македонија. Што е она што локалната самоуправа го прави во овој момент во близина на брегот на езерото Младост? Можеме овде да забележиме веќе дека се готови летниковците. Па што е она да. Следно што ќе биде? Значи дел од летниковците се готови. Меѓутоа има уште неколку летниковци што треба да се направат од другата страна на патеката на езерото Младост, треба да се доследат, следи осветлувањето. Знаете сами дека имаме и бандери подготвени и се за да ги осветлиме овие делови на езерото, но следи и вработен човек кој што се грижи за целокупната ситуација во уредувањето, средувањето, посетителите, на кој начин ќе го користат езерото Младост. Тоа сепак останува и понатаму бесплатно користење, меѓутоа со следење од редарската служба на општина Велес следува правење на пристапни патеки до боксовите, односно до летниковците кои би ги користеле и лица со посебни потреби, значи со колички, мајки со деца и така натаму, значи комплетно полека го средуваме езерото токму онака како што е зацртано во нашата програма. Иако ова сето не беше најавено претходно во програмата на градоначалникот, ние во соработка со спортските риболовци, Федерацијата риболовна на Македонија и со нашите идеи, предлози од страна на случајните служби, се тоа ќе го работиме и ќе го изработиме онака како што треба. Веќе езерото има дефинитивно друг лик. Сега конечно може да ги поканиме сите граѓани на пикник, викенд на езеро Младост за овој викенд. Што велиш? Токму така, ако временските услови ни се наклонети, тогаш сигурна сум дека ќе имаат прекрасен викенд на кој што долго ќе го паметат, но и ќе го раскажуваат, а од нивните раскажувања ќе биде пак поттик и мотив за многу други да дојдат во Велес на Велешко езеро и да се одморат, да рекреираат, да спортуваат, а пред се да уживаат во убавините кои што ни ги нуди тука самото езеро, но и блиската борова шума, која што пак всушност му дава и еден посебен белек на езерото Младост. Да напоменам само дека е на извонредна локација, покрај него мине автопатот, може од Велес да се стигне, асфалтен пат е прекрасно место за уживање, добри угостителски објекти. Сега нели нема да ги споменеме кои се, меѓутоа јас верувам дека ќе имаат еден незаборавен викенд. Дијана и гостопримливи Велешани, се разбира. Ти благодарам многу за денешното јавување од Велес. Вам, почитувани, се надевам дека ви го задржуваме вниманието. Сега ќе идеме во Охрид, таму не очекува веќе мојот колега Ристе Нековски, но претходно ќе направиме една кратка пауза и идеме да слушнеме како поминува Balkan Next Adventure во Охрид. Моје име е Кенан Мандра и јас сум с помоќ липосукцијска исхране успео да смршевим 10 кг за само 10 дана. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шејкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кила. И за 3 месеца откако престанав со тие шејкови, ни еден килограм не вратив, значи ни еден грам не вратив. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Kada se najmodernija tehnologija proizvodnje
sjedini sa 60 godina iskustva i tradicije, nastaje istinski kvalitet. Za one koji koriste optimalno i one koji žele maksimalno. Nova motorna ulja Maxima i Optima iz rafinerije ulja Modrića. Nestro. Цевитана за обичните суперхерои. Од сега во ново пакување. Витаминка. Повеќе од 20 години ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет. Ристе Нековски од Охрид ни се јавува. Ристе, како живеат охриѓани овие неколку дена? Што се случува? Балкан Next Adventure го привлече вниманието, ми се чини, на целиот свет. Ти ќе ни кажеш повеќе детали. Прво, добро утро, добар ден, Јована од Охрид, добар ден за гледачите на телевизија Нова. Токму така како што кажа Охрид, деновиве живее во духот на конференцијата Adventure Next Balkan. Повеќе од 300 туроператори, представници на познатите светски медиумски куки како Lonely Planet, National Geographic, Guardian, New York Times, Wanderlust се присутни тука во Охрид. Ќе започнеме со она што и е најсвеже од оваа конференција, а тоа е дека со отворањето на самата конференција која се случи во прекрасниот амбиент на локалитетот Свети Наум. Таму со погача ракија, локум и со традиционалните препознатливи звуци на песната Билјана Платно белеше беа пречекани тие 300 туроператори и представниците од светските медиумски куки. Тие имаа можност да вкусат од убавата традиционална охридска, но и македонска кујна, исто така можеа да ги искусат и надалеку познатите македонски вина. Како што кажав, на настанот присуствуваат 300 туроператори, а ги поздрави градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски како домакин на оваа конференција, кој искажа голема благодарност од можноста и привилегијата Охрид да биде домакин на конференција од ваков вид. Ќе ги набрам само дел од активностите во кои што учесниците на оваа конференција можат да уживаат не само во Охрид, туку и во Македонија. Сите убавини што ги нудат Охрид и Македонија за развој на овој вид туризам. Тоа се планинарење, кајакарење, велосипедизам, рибарство, јавање, коњи, магариња, параглайдерство, едрење, се само дел од бројните авантури во кои што Охрид и Македонија ги нудат за развој на овој вид туризам. Но јас тука предлагам да го погледнеме прилогот, да видиме како беше на отворањето во Свети Наум. Свечено отворена меѓународната конференција за активен туризам Adventure Next Balkan 2016. Градоначалникот на општина Охрид Никола Бакрачевски искажа благодарност на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот за привилегијата и можноста која ја дадоа на Охрид да биде домакин на конференцијата. I believe that you enjoy the city tours. Се надевам дека ќе уживате наредните денови во се тоа што Охрид ќе ви го понуди и дека дел од него ќе понесете со себе, па ќе бидете наши гости повторно. Се надевам дека работните сесии ќе бидат продуктивни и ќе придонесат за развој на повеќе идеи и проекти кои би се реализирале во Македонија во блиска иднина. Представникот на Светската туристичка организација Маријан Хрибар истакна дека како секретар на туризмот во Словенија работат во истата насока, а тоа е убедување на луѓето да ја посетат земјата. UN World Tourism Organization. Светската туристичка агенција ги поддржува сите активности, меѓугранични соработки, иновациите во туризмот, како и различниот пристап кон туризмот кој придонесува кон подобар свет. Бројот на патници изминатава година достига 1 билион на глобално ниво. Без туризмот нашата планета би била многу поразлична. Амбасадорот на САД Джес Бейли истакна дека поддршката за авантуристичкиот туризам започна како мал бизнис развоен проект, кој бараше можности за малите предприемачи да се вклучат во развој на економијата. Пократко свативме дека во оваа земја има голем потенцијал за развојот на овој вид на туризам, додаде Бейли.
Изминативе неколку години работиме во правец на давање поддршка на Македонија за развој на авантуристичкиот туризам и негова промоција. Но тоа што е магично е да се биде покрај езерото, да се искачувате по планините, да се истражуваат и посетат манастирите и селата. Охрид нуди многу места со голем потенцијал. Амбасадорката на Швајцарија во Македонија Сибил Сутер Тејада истакна дека соработката со Македонија ја започнале во 1992 година и истата ќе продолжи во иднина. Како дел од оваа соработка дадовме поддршка за организирање на конференцијата и му помогнавме на Охрид да се подготви за прием на делегатите од туристичкиот сектор. Ке продолжиме да го споделуваме нашето искуство и знаење од туризмот. Активниот туризам е многу битен и за развојот на економијата, но и во правец на конзервација на природата. Ке продолжиме да го поддржуваме развојот на туризмот во Македонија. Се надеваме дека во наредните години ќе се зголеми бројот на туристи во Охрид, додаде Тејада. Председателот на АТА Шенол Дел Росал истакна дека една од најбитните работи е поддршката од американската, швајцарската и македонската влада, кои вложија многу енергија и ресурси за да се одржи оваа конференција. Ако организирате еден настан, исто како да не сте организирале воопшто, но ја имаме можноста да се поврзиме со колегите и да направиме многу заеднички работи во насока на продажба на туризмот и туристичкиот производ и дестинацијата, но при тоа да ја заштитиме природата и локалното население. Ова е ваша можност да дадете свој придонес во процесот и да го осетите истиот, додаде Дел Росал. Лела Крстевска, председател на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, рече дека подолго време работеле на организација на конференцијата со цел да им покажат на сите сега присутни што Македонија може да понуди во насока на активен туризам, природата, планините и сите други прекрасни места кои ќе имаат можност да ги посетат. Инаку конференцијата се одржува до 12 мај. Ристе, и светските медиуми слушна за Охрид. Кои се медиуми се таму во Охрид? Кои се известуваат за оваа конференција? Така е, Јована, овај настан привлече доста медиумско внимание. Јас, како што кажав и на почетокот, тука се присутни некои од поголемите светски медиумски куки, како што се Lonely Planet, National Geographic, New York Times, Guardian, Wanderlust од Британија. Сите тие тука се присутни и известуваат за оваа конференција која што се случува во Охрид. Но не само за конференцијата како конференција, туку една и од активностите на оваа конференција е размената на искуства помеѓу медиумите и туроператорите, представниците на туристичкиот сектор од Охрид. Целта е тие да ги пренесат своите позитивни искуства од Охрид, од Македонија, од овој настан да ја прикажат Македонија како една атрактивна дестинација за развој на активен туризам. Инаку беше нагласено дека Охрид во наредните години ќе представува туристичка топ дестинација на Балканот. Јас тука предлагам да го погледнеме прилогот кој што го подготвивме, токму за тоа како медиумите ќе помогнат да се зголеми бројот на активни туристи тука во Охрид и во Македонија. Медиумите широм светот ќе ги пренесуваат успешните приказни од Балканот. На денешниот ден од конференцијата за активен туризам, представници од домашните медиуми ќе остварат средби со представници на медиумите од Англија, Америка и од останатите држави, која третираат темата за туризмот и се многу успешни во истото, истакна Лела Крстевска, председател на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Ке се случуваат панели на тема како да се презентира медиумски производот, она што многумина кај нас како формално образование го немаат. Значи, ке се гледа да се помогне на стопанството, на приватниот сектор, како да ги доближи своите производи до оние кои што ги купуваат и оние кои што се критични за да ги маркетираат производите и да ги рекламираат, со помош на странските туроператори и медиуми. Ке се зборува за успешни приказни на Балканот. Значи, присутни се така наречени сторителерси, блогери кои што ќе го пренесуваат сето ова искуство и понатаму. Нашите сместувачки капацитети кои работат нова поле од малите домаќинства и руралните области ќе може да се сретнат со овие големи новинарски куки и да ги рекламираат своите производи, додаде Крстевска. Лин Хашес, новинар во британското списание Wanderlust, истакна дека врз основа на нејзиното искуство од посетата на Македонија пред 2 години, кој го презентирала во медиумите во Британија, Македонија има многу што да им понуди на британците кои бараат активности поврзани со природата. This year, in January, our readers
Оваа година во јанари нашите читатели избраа токму Македонија како главната нова дестинација која сакаат да ја посетат. На оваа конференција веќе собрав многу нови интересни идеи и затоа може да очекувате дека оваа година исто така ќе има многу написи во Британија за Македонија. Тоа што е добро за оваа конференција е дека ги собира на едно место понудувачите на туристички услуги од Унија со купците на дестинации од странство. И врз основа на тоа повторно имам нови идеи за написи кои можам да ги напишам. Брана Радисавлевич, новинар од српското списание Lonely Planet, истакна дека многу е важно да се промовира Балканот во целина, со цел да се привлечат најпрво туристите заинтересирани за активен туризам, а потоа да се зголеми општо бројот на туристи. Ја радим со луѓе кои доста патују, али Работам со луѓе кои доста патуваат, но малку го посетуваат Балканот во последната деценија. Тоа е нешто што треба да се промени, во кое голема улога имаат медиумите и настане од овој тип, зашто Балканот има многу да понуди, а луѓето или не се свесни или немаат впечаток што би можеле да направат. Крис Дойл, извршен директор од Глобалната организација за активен туризам на светско ниво, истакна дека од неговото неколкогодишно искуство има позитивна транзиција во поглед на развој на туристичкиот сектор во Македонија. Секако има уште многу да се работи. Значи сите заедно, медиумите, туроператорите, луѓето кои работат во туристичката индустрија треба да работат заедно на една одговорна форма на туризам, која заштитува природната средина, културата во земјите кои се работат, за да имаме бенефиции за локалното население и за малите бизнеси кои работат во туризмот. Дойл додаде дека многу е важна големата поддршка која има конференцијата од повеќе институции, министрите од целиот регион, Светската туристичка организација на Обединетите нации, со кои сите заедно работат на подобрување на туризмот на Балканот и во Македонија. Ристе, овој зголемен број на туристи и странски туристи кои што веќе некое време пристигнуваат во Охрид, уште повеќе турбо ја забрза работата на Охридскиот аеродром. Која е причината зашто се најде на второ место во Европа? Таа е една од причините? Секако Јованат, со последните мерки на владата на Република Македонија за субвенционирање на авиолетовите за носење на туристи од странските земји, се зголеми бројот на летови на посетители на Охридскиот аеродром. Тоа е според последниот извештај на организацијата на аеродроми АЦИ и Europe. Охрид е рангиран во четвртата група во која влегуваат аеродроми каде поминале помалку од 5 милиони патници и за месец март се наоѓа на четвртото место, додека во кварталниот извештај за 2016 се наоѓа на второто место. Токму како што кажав, една од причините е тоа. Субвенциите на владата, на локалната за субвенционирање на авиолетовите. Од ТАФ Македонија најавуваат дека очекуваат ова бројка на Охридскиот аеродром оваа година уште да порасте за уште повеќе, бидејќи се најавени зголемен број на туроператори кои на авиолетови во оваа летна сезона на Охридскиот аеродром. Така да го имавме на 3 мај го имавме летот од Холандија Корендон, веќе утре исто така новата група чартер лет од Холандија преку TUI Arkefly, а веќе за ова лето се закажани и чартер летовите на Томас Кук, на Air Serbia, на Аркија од Израел, веќе оние воспоставените од Базел, од Англија, така да оваа бројка сигурно би растела уште повеќе, но сега да го погледнеме онај прилог за токму тоа дека Охридскиот аеродром е на второто место за оваа 2016 година на аеродромите до 5 милиони патници. Информациите од последниот извештај на Организацијата на аеродроми ACI Europe, која денес го објави својот извештај за воздушниот сообраќај за март и кварталниот за 2016 година, говори дека е зголемен бројот на патници на европските аеродроми. Според оваа статистика, аеродромот во Охрид за првиот квартал од 2016 година се наоѓа на второто место во четвртата група, а според податоците за месец март 2016, Охрид се наоѓа на четвртото место во четвртата група. Во текот на првиот квартал за 2016 година, податоците говорат дека аеродроми со повеќе од 25 милиони патници, кои спаѓаат во првата група, се аеродромите во Истанбул, Даблин, Барселона, Копенхаген и Амстердам. Аеродроми помеѓу 10 и 25 милиони патници кои спаѓаат во втората група се аеродромите во Келн, Аликанте, Малага, Палма де Мајорка и Атина. Во третата група влегуваат аеродромите во Берлин, Фаро, Ларнака, Букурешт и Порто, каде поминале помеѓу 5 и 10 милиони патници. Аеродромот во Охрид заедно со аеродромите во Лиеж, Остенде, Санторини и Орадеа бележат број на патници помалку од 5 милиони.
Во текот на првиот квартал од оваа година патничкиот сообраќај на аеродромите во Европа се зголеми во просек за 7,8%, додека во месец март 2016 бројот на патници се зголемил за 7,1%. Ристе, секоја чест за вас, Охриѓани, како сте подготвени за туристичката сезона? Тек сега ви престојат огромен број на туристи, па и гледам колку, слушнавме од прилогот, колку чартер летови се најавуваат всушност. Така и ова на Охрид веќе е подготвен за да ги пречека сите оние туристи кои што ќе дојдат оваа година. Најавувањата, очекувањата се дека Охрид оваа сезона ќе ја има најуспешната туристичка сезона, ќе има рекордна посетеност. А веќе и општина Охрид се подготвува за што подобро да ги пречека туристите, да ги задоволи нивните вкусови. За таа цел општина Охрид ги повикува сите регистрирани приватни станови издавачи, хотели, ресторани, кафетерии, туристички агенции и други субјекти во туризмот својата понуда и услуги бесплатно да ги презентираат на преку веб страната iPult.info. За таа цел потребно да се испратат информации за услугата која што ја нудат во форма на слики и текст, кои што ќе бидат поставени на неколкуте информативни пултови, електронски пултови кои што се поставени низ општина Охрид, каде што туристите со еден клик можат да видат што се нуди во Охрид почнувајќи од сместувањето па се до понудата на храна, на понуди за прошетки тука низ Охрид, така да една комплетна услуга се нуди за туристите да поминат што подобро време тука во Охрид, да ги пренесат своите позитивни искуства и таа бројка која што ја очекуваме ова да биде рекордна, наредната да биде уште поголема, па и уште поголема. Дај Боже така да е, Ристе, на вистина ми е многу драго што гледам дека и приватните сместувања ќе имаат можност да заживеат повеќе и да се представат до сите странски туристи. Ти благодарам многу за најновите информации од Охрид и посакувам убав и успешен ден. А сега конечно одам во Куманово, таму ме очекува мојата колешка Маријана. Маријана, прво ти благодарам што беше со нас до самиот крај. Како велат, најубавото за крај. Ајде сега да слушнеме што се случува во Куманово. Со што ќе ни го задржиш ти вниманието? Така, добро утро, Јована. Вчера на атлетскиот полигон во Куманово се одбележа меѓународниот ден на олимпизмот, инаку станува збор за манифестација која што се одбележува во сите држави ширум светот. Целта на оваа манифестација е нели да се промовира олимпизмот, разбирањето меѓу луѓето и ширење на мирта во свеста. Што се случуваше на настанот? Да го видиме прилогот и изјавите во продолжение. Ученици од основните училишта од Куманово, браќа Миладиновци и Крстем и Сирков учествуваа на Олимпискиот ден кој што денеска се одржа во Куманово на атлетскиот полигон во средното стручно училиште Наца Буѓони. Манифестацијата ја организира Македонскиот олимписки комитет, а домаќин е Куманово и учествуваа ученици кои играа мал фудбал, ракомет и трчаа на атлетската стаза на 200 метри. Присутните атлетичари, надпреварувачи и ученици ги поздрави председателот на Македонскиот олимписки комитет Васил Тупурковски, кој истакна дека олимпиското движење не попусто се организира во Куманово, кој е олимписки град, град на шампиони и на спортисти, кои во иднина ќе постигнат значајни резултати. Нам ни е чест што сме во Куманово, бидејќи е извонреден спортски град, град олимписки, град на олимписки шампиони, а исто така и град што многу вложува во младите и во спортот. Организирајќи го олимпискиот ден, овој град е денеска дел од целокупното светско олимписко семејство кој што на широм светот организира вакви манифестации и вакви денови. Им се радуваме на младите спортисти, им сакаме голема перспектива, видоме прекрасни млади уметници, едноставно уживаме денеска во Куманово. Градоначалникот на Куманово рече дека градот постојано вложува во изградба, реконструкција на спортски терени и игралишта. Куманово потсети е град кој даде тројца олимписки шампиони. Куманово е денеска домаќин на промоција ден олимписки ден. Значи, ние сме избрани како град кој е домаќин на ова движење олимписко. Додаде дека е чест што Куманово е домаќин на значајни спортски манифестации, како неодамна одржаната гимназијада и денешниот олимписки ден. Активности се случуваат во Куманово. Ја заживуваат и атлетиката?
Така е, во сабота на атлетската патека се одржа гимназијата 2016, каде што кумановските атлетичари се закитија со голем успех, а дека атлетиката зема голем замав во Куманово, кажуваат и првите места во женската и машката категорија кои што се одржаа на државното првенство за пионири. Предлагам и тука да го погледнеме следниот прилог. На одржаното државно екипно првенство за помлади пионери, атлетичарите од Куманово ги освоија првите места во машка, женска и севкупна категорија, со дисциплини од 100, 300 и 800 метри за машки и 600 метри за женски, скок во височина и фрлање ѓуле. Филип Колевски, задоволен од постигнатиот успех, убеден е дека ваквите успеси ќе ги пратат и понатаму. Се добија трите титули, трите први места од најмладите атлетичари, они од кои се очекува да бидат потенцијал и идни звезди, и потоа идни репрезентативци како овие до сега што ги имаме, значи да го продолжат тој успех и тоа дава надеж дека за неколку години дека пак имаме некои репрезентативци, значи пак ќе има рекордери на Македонија и дека нема да биде случајно успех или да заврши само со така една-две генерации. Овој петок на атлетската патека во Соколана ќе се одржи државен надпревар за основните училишта. Очекуваме овој надпревар да помине со освоен златен медал. Значи основните училишта на Македонија имаат државно првенство и кое веќе три пати се одржува на оваа атлетска патека Соколана. Среќи сме што школската федерација едноставно е задоволна и што го дава овој надпревар за организација во Куманово. Има убава атмосфера, доста голем број луѓе, значи публика и доста голем број заинтересирани млади деца. Ни еден досегашен надпревар на атлетската патека не поминал со мал број на посетители. Маријана, кажи ми, освен тоа што и најмладите се анимираат со спортување, кај вас и пензионерите се анимираат со спортски активности. Ајде да го задржиме вниманието на сите пензионери. Како ги анимирате? Со кои спортски активности? Така, денеска со почеток во 10 часот ќе се одржи шаховски турнир за пензионери, тоа се во организација на Сдруженијето на пензионери. Право на учество имаат сите членови на Сдруженијето. Тие освен во шаховски турнир ќе се надпреваруваат и во други различни спортски дисциплини. Предлагам и тука да погледнеме прилог. Сдруженијето на пензионери Куманово организира шаховски турнир за своите членови. Првенството за 2016 година ќе се одржи во клубот на пензионери во четврток со почеток во 10 часот и ќе биде во машка и женска конкуренција. Инаку членовите на пензионерското сдружение веќе го реализираа надпреварувањето во пикадо, а силите меѓусебно ќе ги одмеруваат и во стрелаштво. За во сабота се закажани атлетските дисциплини на спортски полигон. Најдобрите во поединечните дисциплини надпреварувањето ќе го продолжат на регионалните и републичките спортски надпревари за годинава. Игрите од ваков тип се добре дојдени за луѓето од третото доба, пред се во прилог на нивното здравје и физичка кондиција, но и за заедничко дружење и убаво поминато време. Убаво поминато време и заедничко дружење за пензионерите, токму така и да се анимираат, се разбира, да не остануваат дома, да излегуваат уште повеќе и да се дружат. И сега јас сакам да обрнеме големо внимание за вашиот настан, манифестација кој што ќе ги обиколи кумановските улици. Оваа сабота се случува манифестацијата Маскенбал, Батко Ѓоргија. Многу ми е интересно името, морам да ти признам на сам старт. Да, така, во сабота со почеток во 11 часот ќе се одржи една манифестација. Станува збор за Маскенбал 2016, како што рековте, Батко Ѓоргија. Инаку на овој Маскенбал за право на учество ќе имаат околу 2000 ученици, дечиња од градинки, ученици инаку од сите основни и средни училишта во Куманово, граѓански здруженија, а исто така ќе учествуваат и маските од Струмичкиот карнавал. Инаку сите овие маски ќе прошетаат низ кумановските улици. За најдобрите маски следуваат награди, како за поединачна, така и за групна маска. Дали некои маски може би уште од сега се подготвуваат? Може нешто да ни најави што ќе има и ме интересира како е организиран денот. Значи каде ви е собирот, каде се движите, па за сите кои што не се од Куманово што сакаат да дојдат во сабота кај вас.
Така. Напремен ќе почнат да се соберат на градскиот плоштад и од градскиот плоштад ќе поминуваат низ сите улици кои што се наоѓаат во централното градско подрачје. Нели со цел да се прошетат и да ги покажат маските на сите посетители. Инаку на овој маскен бал секоја година традиционално има голема група на луѓе како од градот, така и надвор од другите градови. Пред се тоа се нели маски од секојдневниот живот, маските од цртаните јунаци и така натаму, да не откриваме за какви маски се станува збор. Ќе видиме тоа во сабота кога ќе се одржи маскенбалот. Така е, Маријана, ја користиме оваа прилика да ги поканиме сите граѓани да дојдат во сабота во Куманово и да ги пробаат вашите специјалитети, што инаку се и многу вкусни, имате убава традиционална кумановска кујна. Ти благодарам за ова вклучување од Куманово, ти посакувам убав и успешен ден. А вам, почитувани, се надевам дека досега успешно ви го задржувавме вниманието. Веднаш по мене ве препуштам на мојот колега Иван Лазаров, кој е подготвен за следните информативни изданија, за сите случувања кои што ги најавивме претходно, на кои што ќе присуствува телевизија Нова, а ние ви известуваме чекор пред другите. Бидете на оваа фреквенција, телевизија Нова. Убав и успешен ден ви посакувам.